Здраво и добре дојдовте во новата епизода на подкастот на Центарот за иновации во медиумите. Денешен наш гостин е професор доктор Александар Спасов. Професоре, добре дојдовте. Добре ве најдов. Да почнеме прво со нешто ново, со списанието и каква е улогата на стручното студентско собрание во поттикнување на академската дискусија и стручното усовршување кај студентите и што се очекува во новиот втор број. Благодарам за ова прашање и за можноста да го промовираме студентското стручно списание кое што излегува при Правниот факултет Јустинијан I. Ова списание започна да излегува пред 10 години, излегува еден или два броја, меѓутоа престана со излегување и минатата година, односно предминатата година се решивме да го обновиме ова списание со поддршка и на деканот на факултетот професор Сашо Георгиевски и тогашниот продекан професор Мисовски. Се формираше една група која што мешана група од професори, соработници и студенти со задача да го осмисли студентското стручно списание во новите услови, нели, бидејќи сепак 10 години не се малку и доста промени се случија и во начинот на студирањето, меѓутоа е еден генерацијска промена можеме да кажеме дека се случи. И во текот на минатата година интензивно работевме да го возобновиме списанието. Драго ни е бидејќи излезе првиот број кој што имавме можност тука во читалната на нашиот факултет да го промовираме. Првиот број беше со една општа тема посветена на европските интеграции, нешто што е актуелна тема во изминативе 2-2,5 децении во нашата држава и важна тема за студентите. Следниот број се надеваме дека ќе излезе до крајот на оваа календарска 2025 година и ќе биде посветен на проблемот со владењето на правото кој што го има нашата држава во изминатите декади, односно од независноста па наваму. Целта на студентското стручно списание, целите се повеќе на студентското стручно списание. Прво, студентското стручно списание треба да го збогати академскиот живот за студентите. Второ, студентите треба да научат, односно може да научат како да пишуваат, како академски да пишуваат, односно да пишуваат академски трудови, се разбира за почеток стручни трудови, бидејќи тие своите трудови ги работат под менторство на предметни професори. И третата цел, може би и најважна цел, би кажал, на студентското стручно списание е студентите да се научат критички да мислат и критички да се изразуваат, односно студирањето да го напуштиме оној систем на апологетско студирање или, како велите вие, учење на памет и репродуцирање на знаењето кон учење, значи стекнување на знаење, меѓутоа и критичка евалуација на тоа што го стекнале како знаење, но и на актуелните состојби во нашето општество. Така да позборуваме малце и за студиите по право, кои се систематските предности и слабости на правните студии денес и на кој начин може да се подобри во контекст на образовниот пристап и да одговори на современите правни предизвици. Како продолжение на она претходно што го зборував, ќе започнеме со само критичка рефлексија. Веќе не е толку атрактивно да се студира право. И тоа не е ништо страшно да го признаеме. Постојат повеќе причини за тоа. Дел од причините се објективни причини, за жал поради големото иселување, добар дел од студентите се одлучуваат уште првиот циклус да го започнат надвор и тука факултетот сам по себе не може премногу да влие, тоа е политика која треба да се реши на ниво на државата. Второ, оние кои што тука студираат, бираат професии кои можат да им овозможат да можат лесно да емигрираат ако решат во иднина или пак да се вратат евентуално. Третата работа, за разлика од тоа, правото е регулирана професија. Тоа е професија која што едно време предноси беше бидејќи е регулирана професија, сега тоа гледаме во практиката е како недостаток се појавува. И третата работа сигурно е дека и разочарувањето од проблемите со функционирањето на правната
држава, односно функционалната правна држава во нашата држава и голем дел од младите луѓе кои што се по природа покритички настроени и така треба да бидат кон општественото секојдневие, сметаат дека не можат ништо да променат, а најмалку ако студираат право, бидејќи тогаш би биле само дел од системот. Наша задача е не е наша задача да се трудиме да ги вратиме оние бројки од пред 10-15 години колку имавме преку 1000 бруцоши. Тоа е невозможно. Мислам, ние немаме толку матуранти па за да ги вратиме тие бројки. Напротив, треба да се насочиме кон квалитетот на студирањето, односно да го примениме она што старата германска доктрина одамна го вели, дека единство на теоријата и практиката. Долго време се водеа бесплодни дебати, дали треба повеќе практика или повеќе теорија. Таа дебата е бесмислена, бидејќи едното без другото не може. Без теорија вие не можете да бидете практичар. Мислам, како ќе применувате ако немате теоретско знаење? И второ, нема да кажам дека добар теоретичар сте, ама слабо знаете практика. Вие не сте добар теоретичар ако немате практично искуство. Значи, добар теоретичар не значи да знаете да учите на памет закони, не прописи, туку добар теоретичар е оној теоретичар кој што знае теоријата да ја примени во практика, односно да решава проблеми. И правото служи да ги решава проблемите на луѓето во нивните секојдневни односи. Во таа смисла сметам дека сите треба да се трудиме да наставате на испитниот процес да организираме во таа насока. Второ, да овозможиме поголема мобилност, и тука има еден напредок, морам да кажам, на студентите во текот на студирањето. И трето, она што веќе го работи Центарот за кариера, да го врземе факултетот со пазарот на труд, така што студирањето, но и првото работно искуство бидат еден последователен процес. Тоа е напорно, зема време, не е само да ги реформираме курикулумите, да земеме да препишеме курикулуми од некои универзитети, меѓутоа севкупно тоа ќе влие многу и врз подоброто рангирање на нашето високо образование, бидејќи еве видовме на последната ранг листа, дури четвртина од бодовите за рангирање носи квалитетот на образовниот процес, и драго ми е дека свативме дека е тоа така, бидејќи едно време единствено се зборуваше за објавување во престижни писанија со импакт фактор, што е многу важно, меѓутоа ретко се споменуваше дека и квалитетот на образовниот процес влијае многу. Еве тука видовме дека дури четвртина од бодовите, значи 25%, што е прилично висок процент, се токму доаѓаат од квалитетот на високообразовниот процес. Така. Како се применува концептот на владење на правото во домашен контекст и колку сме усогласени со стандардите на европското право и на Европската унија? Не е тајна дека еден од најголемите проблеми, тоа и впрочем на испитувањата на јавното мислење се покажува, е проблемот со нефункционалноста на правната држава. И свесно не велам само проблемот со корупцијата, организираниот криминал, бидејќи нашиот проблем е поширок. Се разбира, централно место зазема корупцијата, организираниот криминал, меѓутоа тука проблем е и функционирањето на државните институции, прво системот на поделба на власта, понатаму во рамките на тоа особено функционирањето на јавната администрација, оние кои треба да ги овозможуваат услугите кон граѓаните, но и на крајот функционирањето на судството се разбира, и таму каде што немате корупција, луѓето на крајот на денот сакаат да ги остварат своите права и да добијат заштита. Како што велат, и не е тоа, иако правото и правдата се два концепти кои не се идентични, меѓутоа не можете да им замерите на луѓето, лаиците, кои што бараат правда. На крајот на денот, без правда еден систем не е одржив на подолго време. Што значи тоа е еден системски проблем, ние многу реформи правиме, понекогаш и некритички превземаме, препишуваме закони од европското законодавство, се е тоа добро, тоа ни е обврска,
Меѓутоа потоа доаѓа фазата на примена на тие закони и тука веќе сите го констатираат, нема ништо ново да кажем. За жал имаме релативно слаби резултати. Она што сметам дека е важно е дека процесот на пристапување кон Европската Унија сам по себе треба да биде трансформативен. Ние дали случајно, свесно или свесно забораваме дека тоа е таа трансформативна сила на европските интеграции, бидејќи животот на луѓето треба реално да се промени. Многу малку, јас се сеќам пред 20 години, идејата за членство во Европската Унија беше само по себе нешто што ги возбудуваше позитивно луѓето. Денешните помлади генерации сами по себе, ако им кажете членство во Европската Унија, тоа прилично апстрактно го сваќаат и бараат конкретни резултати, па во таа смисла и можеме да ја градиме стратегијата за навладување над евроскептицизмот кој што се повеќе се шири и што мене посебно ме загрижува, особено меѓу младата популација. Еве за крај, што е најважно што младите правници треба да го имаат предвид, доколку сакаат активно да придонесуваат кон градењето на правено и функционално општество? Првата и основна работа е добро да го изучат занаетот. Правото е занает, основно. Значи, не треба, повторно ќе кажам, студирањето право да се сведе на бубање, што го велите, односно учење на памет. Тоа не е никакво решение. Значи, на крајот на денот вие се уште низ нашиот испитен процес можете со учење на памет и само со репродуцирање занает да добиете прилично високи оценки, меѓутоа тоа не е гаранција за ништо понатаму во кога ќе треба да излезете на пазарот на трудот. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е да сватате дека изучувањето на занаетот не значи дека тие треба да останат само за нечи. Идејата на студирањето е да станат интелектуалци. Односно да имаат критички став кон позитивното право и да не заборават дека секој правник има и првенствена задача да придонесува преку критичко согледување на позитивното право кон менување на правото. Значи тоа е единство помеѓу доброто занатско знаење и критичкиот став, односно интелектуалноста, е нешто што еден правник го чини добар правник. Не треба да заборава на ниту еден од овие аспекти, особено на оној вториот аспект. И сега ќе ми дозволите тука, бидејќи јас предавам и филозофија на правото, често пати во изминативе деценија и пол, откако сум активен на факултетот, слушам дека такви предмети од типот на филозофија на правото се непотребни, бидејќи немаат практична употребна вредност. Имаат практична употребна вредност токму во овој втор интелектуален аспект на правникот. И тоа затоа не треба да се заборави, затоа не смееме да ја напуштиме традицијата и на таков тип на предмети. Така. Ви благодарам на гостувањето, професоре, и на исцрпните одговори. Благодарам за поканата, ми беше драго. Драги гледачи, ова беше се од денешната епизода. Не заборавајте да не заследите на нашите социјални мрежи. Се гледаме во некоја наредна епизода. Поздрав!